Како и во изминатиот период, Стопанската комора на Македонија пресконференциите ги темели на анализи и истражувања од кои што сака да ги произнесе согледувањата и она што ефектите се произлезени од воведувањето на одредени даночни прописи. Колешката Анета Димовска направи анализа и анкета која се темелеше на анкетирање на македонските компании и согласно анализата на денешната пресконференција сакаме да ви ги предочиме што све резултати и кои согледувања произлегоа од анализата која што се спроведе за период од 1.1. до 31.7.2019 година. Повелјани. Благодарам. Значи, со Законот за данок на личен доход, кој што се донесе на крајот на 2018 година, со кој што практично се замени Законот за персонален данок на доход, се воведе прогресивно оданочување кај данокот на личен доход, и тоа за доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од авторски сродни права и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи. Данокот на доход се плаќа по прогресивна стапка, односно за доходот остварен до 1.080.000 денари по стапка од 10, над овој износ по стапка од 18%. Додека кај доходите од права од индустријска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки, добивките од игри на среќа, доходот од осигурување и друг доход, данокот се плаќа по единствена стапка од 15%. Значи, зголемување имаше кај оваа стапка од 10 на 15%. Значи, за подсетување, пред донесување на овој закон или пред воведување на прогресивното оданачување, Стопанската комора на Македонија, вклучително и останатите стопански комори, едногласно се согласија дека позитивниот ефект од воведувањето на прогресијата врз буџетските приходи ќе биде далеку помалку отколку негативните ефекти кои ќе рефлектираат, кои ќе се одразат практично на вкупното деловно окружување. Наредното укажување се однесуваше на можноста да се поттикне даночна евазија со воведувањето на прогресијата, односно со зголемувањето на стапките, и дека практично може да истото да значи праќање на негативен сигнал како кај домашните, така и кај странските инвеститори, и практично да се изгуби компаративната предност на државата и имиџот на досегашната политика на ниски данъци. Исто така, тогаш беше укажано дека стопанството со сигурност ќе биде погодено од продолжените промени, односно особено се посочи дека одредени дејности, например како информатичко ИКТ дејности и така натаму, дека ќе бидат погодени. Сепак прогресивното оданачување и зголемување на стапките се воведува. Во понатамошниот дел на КУСО би сакале да ги презентираме, значи, иницијалните ефекти од воведувањето на ваквите промени во даночната сфера. И тоа со два сегменти. Најнапред како истото се одрази врз буџетските приходи, а второто е резултати од спроведена анкета во Стопанската комора, која што се случи, значи, на почетокот на септември оваа година, се однесуваше на ефектите врз работењето на фирмите во првото полугодие. Значи, во првите 7 месеци од 2019 година од данок на личен доход реализирани се приходи во износ од 10,3 милијарди денари, што во споредба со истиот период од 2018 кога се реализираа отприлика 8,9 речиси милијарди денари, представува зголемување од 16%. Ако се анализираат приходите врз основа на кој доход е наплатен данокот, во првите 7 месеци од 2019 најголемо зголемување на наплатата има кај приходите од имот и имотни права. Тоа е всушност, тоа се приходите од закуп и подзакуп, и тоа зголемувањето кај овој вид на приходи од 62,9% за првите 7 месеци. И кај приходите од земјоделство и шумарство зголемувањето е 62,7%. Иако растот на приходите врз основа на доход од работа, тоа се плати и други лични примања,
изнесува 9,4%. Истиот е и релативно нели низок во споредба со претходниве. Истиот е исклучително значаен од причина што учеството во вкупните приходи од персонален данок на доход или данок на личен доход од овој вид на данок е околу 2/3 и во првите 7 месеци оваа година од прилика 1,4 милиарди денари приходи по основ на доход од работа се наплатени повеќе во споредба со истиот период минатата година. Во однос на ваквиот раст, значи овие 1,4 милиарди денари што ги спомнав, врз основа на јавно достапните податоци не може да се утврди колкав дел од овој раст се должи на воведувањето на прогресивната стапка од 18%, а колку се должи на растот на платите, бидејќи во првите 7 месеци нето платите пораснаа 3,6%, бруто платите е забележен раст од 4,8%, исто така се зголеми и стапката на вработеност и токму ефектот од зголемувањето може да се должи и на истото. Кај приходите од капитал забележен раст од 3,5%, додека кај приходите од капитални добивки забележано е намалување практично на приходите од 37,7%. Стопанската комора на Македонија, како што кажав на почетокот на септември, спроведе анкета помеѓу своите членки заради согледување на иницијалните состојби и импликациите кои ги има воведувањето на прогресивното оданочување и зголемувањето на стапките на данок од 10 на 15% за одредени лични доходи. И при тоа во анкетното истражување добијани се одговори од фирми од различни дејности со најголемо учество на компании од наши членки од индустријата, градежништвото, информатиката, компјутерското програмирање, металургијата, енергетиката, угостителство, туризам и комунална дејност. Од добиените податоци се утврди дека од вкупниот број на фирми кои одговориле на анкетниот прашалник, 51% се произнеле дека воведувањето на прогресивното оданочување од 18% нема влијание во насока на зголемување на нивните трошоци на работа, ниту пак влијае врз промена на нивните деловни одлуки, додека 49% од фирмите промената во даночната политика во овој сегмент влијае. Во рамки на 51% од фирмите врз кои што промената нема влијание, најзастапени се фирмите од градежништвото, преработувачката индустрија, снабдување со вода, одстранување на отпадни води, како и фирмите кои што работат во рамки на технолошко-развојните индустријски зони, бидејќи трошоците за даноци нивни влегуваат во рамки на утврдената државна помош. Клучна причина поради која значи променетата данъчна политика нема влијание во овие сектори се пониските плати во истите. Така, например, во преработувачката индустрија просечната плата за првите 7 месеци изнесува 20.624 денари, а во градежништвото 22.728 денари. Исто така, одредени фирми кои што беа анкетирани се признале дека променетата данъчна политика практично не влијала на нивните трошоци за работа, од причина што платите им се дефинирани во бруто износ, па практично зголемувањето паднало на товар на вработените. Во рамки на 49% од фирмите кои што одговориле дека зголемувањето на даночните стапки и воведувањето на прогресивното даночување има влијание на нивните трошоци на работа, 65% тврдат дека зголемените трошоци се должат на оданочување на доход од работа, значи трошоците за плати, додека остатокот од истите трошоците им се должат не на трошокот за плати, туку на другите видови на трошоци. Така трошоците за плата се зголемени над 5% во дејностите
услуги во врска со информатичка технологија и компјутери, компјутерско програмирање, консултантски и информативни услужни дејности. Во финансиските дејности има исто така зголемување на трошокот по овој основ од 1,5%, дури до 15% кај институциите од областа на осигурување, реосигурување и друго кредитно посредување. 3% во услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз. Тоа се оние фирми кај кои што се зголемени трошоците за плати. Мислам од овие дејности, додека кај останатите фирми кои што се признале дека имаат зголемени трошоци, трошоците се должат на зголемени трошоци за данок врз основа на доход на закуп и подзакуп, права од индустријска собственост, авторски и сродни права, доход од самостојна дејност. Трошоците за закуп и подзакуп на некои фирмите, значи различно ги афектираат, од 6 до 90% дури се зголемени некаде конкретни трошоци. Исто така анкетниот прашалник имаше прашање дали променетата практично даночна политика влијае врз промена на нивните деловни одлуки, при што 23% од вкупниот број на анкетирани фирми се признале позитивно, и тоа деловните одлуки им се во насока на одложување на планирани одредени активности за инвестирање, реновирање на објекти и така натаму. Понатаму дел од нив кажале дека биле принудени да ги намалат трошоците преку намалување на вработени, а добар дел на компаниите од IT секторот практично кажаа дека ваквата промена во даночната политика предизвикала зголемување на цените на услугите во дејноста, заради тоа што нели имаат бидејќи имаат зголемени трошоци за плата и зголемени трошоци за надворешни соработници. Исто така, бидејќи нели беше оставен и дел слободно, укажувањата повторно од страна на фирмите дека и во иднина очекуваат одредени политики кои што ги афектираат на ваков начин, односно предизвикуваат импликации финансиски кај нив да се носат поизвестно, односно во период во кој што ќе можат да го планираат сопственото однесување и делување. Исто така, фирмите се жалат дека практично потребно е нели оние кои што се плаќачи во вакви услови при зголемени даночни стапки понатаму ги регулираат сопствените обврски, се чувствуваат условно речено обесправени и понатаму постои апел или повик за санкционирање или справување со она што е сива економија, бидејќи велат повторно товарот е на тие, односно редовно кои што ги сервисираат обврските. Тоа се начално резултатите од истражувањето, доколку има прашања, повелете.